На состанокот на министрите за внатрешни работи на Европската Унија во австрискиот град Инсбург, уште еднаш е потврдена нивната заложба за поголема контрола на надворешните граници на Унијата. Според австрискиот министер Херберт Кикл, постоел широк консензус меѓу членките за ставање поголем фокус врз ова прашање. Wenn wir den Schengen-Raum retten wollen, was unser aller Absicht ist, dann muss es uns gelingen, hier zu einem krisenfesten Außengrenzschutz und zu einem krisenfesten Asylsystem zu kommen. Австрија, која е председавач на Европската Унија, во минатата недела поднесе предлог барателите на азил во иднина да ги поднесуваат своите апликации надвор од Европската Унија и само во исклучителни случаи да им биде дозволено да го сторат тоа во некоја земја членка. Германскиот министер за внатрешни работи Хорст Зехофер, оценувајќи дека прашањето на миграцијата е клучно прашање за луѓето во Европската Унија, изјави дека се неопходни на тамошни потези. Nur Lösungen überzeugen die Bevölkerung und nur Lösungen erzeugen in der Bevölkerung Vertrauen. Und darum geht es jetzt in den nächsten Monaten. Wir stehen hier schon an einer Weichenstellung. Gewinnen wir das Vertrauen der Bevölkerung wieder in dem Maße, wie es Europa als großes Zukunftsprojekt auch verdient. Комесарот за миграција на Европската Унија Димитрис Аврамополос објави формирање Европска погранична полиција со постојан корпус. Concerning our external borders, we will soon propose to enhance the capacities and the mandate of the European Borders and Coast Guard to protect our external borders. We will propose a genuine European border police and set up a standing corps of 10,000 European border guards by 2020 already. Аврамополос оцени дека Европа веќе не се наоѓа сред голема миграцијска криза како пред 3 години. Според него од скоро 2 милиона пристигнувања на мигранти во 2015 година, таа бројка во минатата година изнесувала околу 200.000. Годинава, како што рече, бројот на мигрантите и натаму опаѓа. Тоа според него било резултат на преземените мерки. Но, како што додаде, тие мерки треба постојано да се надградуваат со цел да не се повтори мигрантската криза во Европа.